Кристина, добро утро во ова второлинковско вклучување. Денеска заедно со нас, како што и најави, се Нино Карас и Нина Левич, креатори на првото сако за мотоциклисти во светот, а токму и на нив, како што може да забележиме, го носат нивното сако, односно нивната креација. Нино и Нина, добре дојдовте за почеток во Македонија наутро. Моето прво прашање е од каде дојдовте до идеја да направите едно вакво сако кое ќе изгледа навистина елегантно, а при тоа ќе биде од особена корист за сите оние што возат мотори. Добро утро, Мартин, пред се благодариме на поканата. Идејата за Брамел моторџиското сако дојде од мој личен проблем како мотоциклист. Именно со години се мачев како да се облечам за на работа, бидејќи мотоциклизмот е интересен, меѓутоа опасен спорт, да кажем. Јас сум човек кој што ја користи секоја прилика да се качи на мотор кога е убаво времето, па и кога не е. Што значи возење до работа, возење до локација низ градот. Не можев никако да искомбинирам заштитна мотоопрема со елегантен изглед. На мотор не се качувам без заштитна мотоопрема, бидејќи неносење на опрема е навистина опасно. Околу 4000 мотоциклисти за жал во Европа само ги губат животите секоја година поради неносење на соодветна опрема. Така дојде идејата, барајќи елегантна облека која што личи соодветно да можеш да отидеш со мотор на состанок, да можеш да отидеш на настан, на вечера, на сите оние обврски кои што ги побарува еден работен ден. Не можев да најдам таков продукт никаде во светот и се решивме да го решиме тој проблем за сите моторџи кои што на дневно ниво патуваат до работа и ги возат своите мотори преку креирање на Брамел моторџиското сако. Навистина, како што можам и јас лично да забележам, изгледаат елегантно и машката и женската верзија која што се уште не е лансирана, како што ми кажавте. Можеби понатаму ќе користи како идеја да се направи едно сако за нас новинарите, затоа што особено во овие денови кога имаме врнежи, навистина и тоа како ни е потребно. Нина, кажете ми од какви карактеристики е составено ова сако, што користевте за да го изработите истото? Па изгледа како едно класично сако од надвор. Тоа ни беше примарната цел, да личи како класично сако од надвор, меѓутоа мате да ги мислите карактеристики на една моторџиска јакна. Сакото е целосно направено од дуплан кевлар, заштитен материјал кој е целосно отпорен на абразија, има највисоко ниво на штитници на лактите, на рамената и на грбот, левел 2 на штитници, и инкорпорирани се повеќе безбедносни механизми, систем за вентилација, фалти на рамената со цел удобност на мотоциклистот и многу други карактеристики. Така, вашите сакоа се продаваат, речиси, во сите делови од светот, од Европа, Австралија, Нов Зеланд, насекаде каде што има моторџи, но со какви предизвици се соочивте кога сакавте да излезете надвор од македонскиот пазар? Се соочивме со многу предизвици. Пред се и процесот на креирање беше предизвик сам по себе. Да бидам искрен, сериозно го подценив на тој процес. Навидум звучи едноставна идеја. Ќе земеме обично сако, ќе му ставиме заштитен материјал и штитници, е супер производ. Испадна дека 2,5 години ни требаа само во развој, истражување и развој, 12 различни прототипи итерации да дојдеме до продуктот, бидејќи дизајнот на едно сако е направено да изгледа убаво, не е направено да биде комфорно, ниту пак заштитно. Така да ни беше предизвик прво како да ги инкорпорираме сите заштитни елементи, да не се приметуваат, како да биде комфорно при возење мотоцикл и пред се да изгледа елегантно и убаво. На страна од самото производство, потоа следеше секако логистиката, како од производство, бидејќи се произведуваат сакоата во нашата држава тука, како тука да обезбедиме логистика пред се за во Америка, но и за останалите делови во светот, секако даноци, транспорт и така натаму. Мислам дека успешно ги надминавме тие предизвици. Денеска кој да нараша во светот за најмногу 3 до 4 работни дена е веќе во кај него дома пратката, што би се рекло. Така да меѓутоа беше процес кој што траеше години. Процес. Така. Кажете ми кажавте пред почетокот на нашиот разговор дека имате регистрирано 2 патенти во Америка. Зашто всушност станува збор? Со цел да заштитиме иновацијата, бидејќи станува збор за првото моторџиско сако во светот, поднесовме 2 патенти до USPTO, Државниот завод за патенти во Америка, кои имаат патент пендинг статус.
Така, значи се уште се очекува да бидат регистрирани. Во последна фаза на добивање на патентите, точно така. Така. Нино, ми откривте дека имате и стартап компанија која што работи во моментов на креирање на дигитални работници, зашто всушност станува збор, каква ќе биде нивната функција? Да, се работи за Codewell AI, платформата за дигитални вработени. Тоа е мојот прв стартап, да кажем. Се работи за платформа која што им овозможува предса на банките и финансиските друштва да добијат дигитални вработени преку едноставна месечна претплата. Платформата го крати целиот процес на развој на тие дигитални вработени и буквално преку креирање на акаунт и претплатување на платформата тие имаат можност буквално за еден ден да добијат веќе истрениран дигитален вработен кој ги познава сите процеси во банките, ги познава продуктите и е во можност да го автоматизира целиот процес на комуникација со крајните клиенти. Збориме било каков комуникацијски процес, тоа може да биде процеси кои што се спрема корисниците од типот на продажба или корисничка поддршка, меѓутоа и процеси внатрешни процеси од типот на човечки ресурси или подобрување на базата на знаење интерна и така натаму. Секојдневно зборуваме за развојот на вештачката интелигенција. Дали тоа значи дека во иднина истата ќе ги замене физичките работници и многу луѓе ќе останат без работа? Вештачката интелигенција е широк поим. Краткиот одговор на прашањето е да, сметам дека многу професии ќе исчезнат заради вештачката интелигенција, меѓутоа тоа и не е толку лоша работа. Природен тек на развојот на човештвото, мислам, дигитализацијата и така натаму си го прави своето. Она што ние го работиме, конверзацијската вештачка интелигенција, ќе помогне пред се во автоматизација првично на работи кои што па ни луѓето не сакаат да ги работат. Тоа што сме го направиле до сега не резултирало со загуба ниту на една работна позиција од страна на луѓето, напротив, подобрување на искуството во работната околина, затоа што, пример, ако земеме процесот типот на customer support во банкарскиот сектор. Пред се вие како банка треба да обезбедите вработени кои што ќе работат 3 смени. Многу банки не можат да си го дозволат тоа. Имаме банки каде што работат од 9 до 5 корисничка поддршка и ако си изгубите картичката, вие до нареден ден немате помош, немате каде да се обратите и така натаму. Ние го решаваме тој проблем и пред се носиме таа вредност. Тоа што ние го автоматизираме, но и прв степен на поддршка. Во принцип, поголем дел од корисничката поддршка се сведува на репетитивни барања, неколку теми кои што се повторуваат. Си го заборавив пинот, си изгубив картичката, што да направам, каде што седат мноштво на луѓе, нив им е пред се напорно и стресно, буквално да одговараат на милион повици кои што се репетативни одговори цело време. Ние го решаваме тој проблем, за да луѓето кои што се вработени во контакт центрите го превземат оној втори или трет степен на поддршка. Каде што, пример, вие ако сте корисник, сте си изгубиле картичката, зошто да чекате прво 5-10 минути да ви се јави некој, за да ви прочита некаков одговор кој што е веќе предефиниран, кога тоа може да го добиете веднаш на вебсайт преку чепсот вештачка интелигенција. На крајот од овој наш разговор, која е вашата порака како млади иноватори до секој оној што има идеја се плаши да ја оствари? Инаке започнам од вас. Иако многу работи личат тешки на почетокот, ништо не е невозможно, дека секој што има некаква идеја треба да проба да оствари истата, бидејќи на крајот од денот се што некој ќе зацрта може да го оствари, само е потребно многу труд, многу верба и желба за исполнување на својата цел. Нино? Не можам подобро да кажам ако во секој случај. Супер. Ви благодарам и ви посакувам многу успех во вашите иновации. Кристина, разговаравме со Нино и Нина, кои се креатори на првото сако за мотоциклисти во светот, но исто така зборувавме и за платформата која што ќе произведе дигитални работници во многу сектори кои што ќе може да помагаат со вештачка интелигенција.